На почетокот на денешната богослужба започнавме со читање на Псалм 39. И ви кажа дека Псалм 39 е еден од двата псалми во Библијата кои ќе ги прочитате немаат среќен крај. Всушност Псалм 88 еден вака го опишал, рекол Псалм 88 е срам за конвенционалната вера. Кога читам. Во смисла, како може човек да е верник, а вака да се моли? Тоа е прашањето кој си го постави авторов на тој коментар, јас што почнав да го читам. Затоа што е еден од најтемните оние плачења во псалтирот, ако смеете. Полека започнува со Јахве во оригиналот, со Господи, како е во преводите, зависи во кој превод го читате, и завршува на крајот со темнина. Буквално, последниот збор во псалтирот, во овој Псалм 88 е темнина. И пак ќе го кажам оно што го кажав претходно пред малце, дека често кога се преведуваат псалмите, кога ќе се дојде овде, псалмистите, овие преведувачите се обидуваат да најдат начин да омекнат малку. Зошто да се случувало, како се случувало, ама реалноста е дека Господ сакал да го стави внатре овој псалм точно како што е напишан. Сакам да го прочитаме сите заедно. Псалм 88. Читајте ја која сакате верзија. Во основа може да има мали разлики, ама основата е таа. Вели вака: Господе на моето спасение, те повикувам дење и ноќе. Ах да допре до тебе мојата молитва. Твоето уво да го слушне мојот пискот, зашто душата ми е полна со јадови, а животот до гроб ми се приближи. Готов за во гроб ме сметаат, се истопи мојата снага. Исфрлен сум меѓу мртвите, како убиените кои лежат во гробовите, за кои ти веќе не си спомнуваш, кои се одсечени од твојата грижа. Ти ме фрли во најдлабока јама, во бездна, во најцрна темнина. Гневот твој цврсто ме притиска, сите бранови твои врз мене се свалија. Ги оддели од мене моите пријатели, направи од мене да се гнасат. Затворен сум, не можам да се ослободам. Очите ми свенаа од тага. Секојдневно те викам, Господи, раце пружам кон тебе. Зар на мртвите ќе им ги покажуваш своите чуда? Зар покојниците ќе станат да те слават? Зарем во гробот се проповеда за љубовта твоја или во бездната за верноста твоја? Зарем чудата твои се објавуваат во мракот? Или пак правдата твоја во земјата на заборавот? Сепак, јас тебе ти се молам за помош, Господе, уште взори мојата молитва ита кон тебе. Зошто ме отфрлаш, Господе? Зошто го криеш од мене своето лице? Уште од детството се измачувам и умирам, стравотиите твои ги носам и очајувам. Виорите на твојот гнев преку мене минаа, стравотиите твои ме дотолчија. По цел ден како силни води ме опколуваат и од сите страни ме притискаат. Ти ме одвои и од другар и од пријател. Мракот ми стана најблизок придружник. Јас спомнав веќе во оригиналниот, во хеврејскиот вика: ти ме одвои и од другар и од пријател, најблизок придружник ми стана мракот. Почува со Бога, завршува со мрак. Многу интересен псалм. И ајде да почнеме од тоа кој му е авторот на овој псалм. Вие знаете дека Давид не ги напишал сите псалми. Некои викаат псалми Давидови. Не се сите псалми Давидови. Поголемиот број да, но не сите. Писателот е еден човек по име Еман Езрахит или Еман од Езрах, како сакате, кажете го. И тој е многу интересен затоа што Хейман или Хеман, буквалното хеврејско значи верниот. И уште е потрагично. Името му е верниот, а се однесува како тотален безбожник, ќе речете во овој псалм тука, кај што го става. Ке го најдете неговото име ако го барате во Библијата, на неколку места може да го најдете, и всушност 15-16 места, ако смеам да кажам, ама изгледа дека он е еден од оние 3 левити, што во книгата Летописи Давид ги поставува да бидат одговорни во храмот за пеењето, за службата, за водењето на славењето. Ајде така да кажам понашки. Овој Еман исто така, од Летописи може да прочитаме дека му е внук на Самуел, на пророкот Самуел. Излегва од него, од таа лоза и служи во храмот. Пак во прва Летописи, тамо некаде 6 глава ќе го најдете ако ве интересира. И на едно место дури, во Летописи 25 се вели дека имал 14 сина и 3 ќерки. Многу деца имал и таму е наречен уствари мудрецот или видовитиот на Давид. Еден од мудреците, еден од оние кои на Давид му биле како советници. Тоа е човекот што го пишува ова. Не бил најголемиот безбожник. Не бил некој си таму од кој многу фајда нема. И интересно е дека овој човек се наоѓа во многу маки и тешкоти. И во сите нив очигледно он се моли. Изгледа
дека е понижен или е бутнат толку ниско колку што било кој од нас може да биде. Ево кога го читаме, болен сум, утепан сум, ништо не ми чини, од детство се мачам. Од мене фајде нема никакво. Интересно е, сепак дека продолжи да се моли, бидејќи се додека е на колена, барем има комуникација, викаме, со Господа. И јас би сакал денеска сите да се погледнеме. Некој од нас се стварно во мака. Некој од нас излегле од мака, некои тек ќе влезат во мака. И сакам да се погледнеме и да видиме, кога ќе се најдеме во тие длабочини, кога ќе мислиме дека се е мрак околу нас, како всушност да реагираме. Бидејќи првата реакција што ти и јас имаме кога ќе дојдеме во мака, ако не верувате, кажете, може да дебатираме, ние забораваме да се молиме. Господи, ти се молев 100 пати, не ме излечеш, шо фајда од молењето, ајде да бараме друго чаре. И се случува. Наиман му се случува истото. Боже, се молев, правев се што требаше, не оди. Дигам раце. Ама би сакал да погледнеме што има овде и да научиме нешто за себе. И првото што може да го научиме е како да се молиме. Второто ќе биде, сакам да се охрабриме сите, да се молиме кога ќе дојдеме во некоја тешка ситуација, нели кога ќе се најдеме во некоја лоша ситуација, и зошто всушност немаме избор. Зошто е мудро само тоа да го правиме. Бидејќи ако имаме друг избор, ајде да го видиме и да си најдеме поинакво решение. Значи, ајде да видиме од овој псалм дали може да научиме како да се молиме. И она што сакам веднаш да го спомнаме дека молитвата не е магија. Знаете, во магични ритуали, кога нешто се прави, многу често луѓето знаат да повтараат една иста фраза. И се надеваат дека со повтарање на некои фрази, со надеваат некој систем, нешто ќе кажеш и ќе се случи нешто друго. Тоа не е молитвата. Кога некој ќе рече, ајде да те научам вака да се молиш, ако не е Исус со молитвата Оче наш, имајте си едно на ум. Зошто? Затоа што молитвата треба да излезе негде од кај нас, не само да се научиме што да правиме. Молитвата не е форма која мора да се направи X пати за да добиеме Y резултат. Молитвата не е нешто викаш, измоли го вака и ќе ти се случи тоа. Ако некој мисли, дајте да разговараме после тоа, да видиме дали може некоја формула која автоматски функционира на сите страни. Такво нешто нема. Молитвата не е магија, мора автомат да се поврзиме со Господа. И првото што се случува тука е дека мора да му окажеме на Господа нашиот случај. Што се случува? И овде овој човек, Еман, почнува ја раскажува целата своја животна историја. Гледате, од детство вика патам, од детство се мачам, сите работи си ги кажува и си зборува за сите темни места што се случувале. Зборува за грев, зборува за таги, тука таму нешто, може би има некој малку идеја како да сака да каже дека има некој охрабрување или некоја желба, ако има некоја надеж, ама повеќе зборува за маки, за солзи и така натака. И мислам дека ова е нешто кое треба да ни биде првото и основното кога зборуваме за молитва. Имено, дека молитвата е кога јас го истурам моето срце пред Господ и викам, Боже, ево што ми е во срцето. Ова не е, Боже, јас да ти кажам што ти сакаш да слушнеш. Заради тоа што колку и да сакам да му кажам на Господ што сака да слушне, тој веќе знае што е во моето срце. Сеќавате на Исус, уште пред да кажат луѓето што има, не требаше никој да му кажува за нив, тој веќе знаеше што е во нив. Бог знае што ти е во срцето. Бог знае што те мачи. И ние можеме пред луѓето да си ги вртиме молитвите, да си ги раскажуваме како сакаме, и тој вика кој ти е поентата. Кажи ја, внатре ти е во срцето. И должни сме да излеземе и да го излееме тоа пред Господа, да кажеме, ево, не знам како сте вие. За себе можам да кажам дека имало моменти кога ми било толку тешко, што не можам да се ги фокусирам, мислите 1, 2, 3, 4, 5, сакам во овој редослед долу. Бидејќи е Бог, Он и од таа наша збрка, од таа збрка во мојот мозок, кога јас не знам што да кажам, изведе вика, знам што ти треба, те разбирам. Зошто? Оти ти кажуваш пред мене. Не го кажуваш пред некој друг. Ќе дојдеме на тоа малку подоцна, го кажуваш тука пред мене. Сега, ќе му кажам на Господ и за моите лажни надежи ако треба. Се сеќавате на тие двајцата на кај Емаус кога оде? А ние мислевме, оти тој ќе дојде ќе воспостави царство, па не испадна така. Не криеја што мисле. Не викаа, чекај, јас се надевам оти Господ ќе ми направи тоа. Сега не ми направи, па ќе кјутам. Јас мисле, вака ќе оди, испадна вака работата. Господи, отворено се ти кажувам. Јас не ја разбирам мојата ситуација, ама прави што сакаш. Ево ме, тој сум. Цела моја збрка, сите мои проблеми, сите мои неразбирања. Боже, јас не знам како да се молам, затоа Исус вика, нели? Кога ние не знаеме како да се молиме, Божиот Свети Дух е оној што се моли за нас. Ни дава шанса, ама вика, застани пред мене и кажи ми што те мачи.
Да не биде работата, јас ке си молам молитва затоа што таа ми доаѓа наред или не знам, некој така ме научил. Не. Да си бидеме отворени пред Бога во ситуацијата во која ќе се најдеме. Сакам нешто да кажам што е многу важно уште на самиот почеток, за да не ме разбере никој дека проповедам некој си не знам што. Темнината е нешто во кое верникот може да се најде и да остане во неа долго време. Немојте да мислите дека темнината е онака само сенка ќе помине и заврши. Темнината може да заглавиме во неа. Овој човек вика од младоста заглавив, сега сум веќе возрасен, че вика од младоста, тоа е логиката на псалмот, и се уште сум во мака, беда, тегови и јадови. Не вика имав 2 месеца проблем, па продолжив. Има многу сериозна мака. Интересно е като тој вика Господи на моето спасение барем. На почеток. Ако ништо друго, се уште има таа надеж таму, се моли, а верува во Спасителот, и има 2 вида тука на темнина кои тој ги спомнува. Барем мене така ми се чини дека е. Првото е она надворешната темнина, заради околностите кои му се наоѓаат во животот. Јас не знам што му се случува во душата. Ама во текстот вика готов за во гроб ме сметаат, се стопи мојата снага, фрлен су меѓу мртвите како убиет, заборавен, одсечен од Божјата грижа. Јас од ова не можам да видам што е неговата мака всушност. Ама фрлен во најдлабока ман. Гревот Божија врз него, нема роднини, нема пријатели, вика сите се тргнеме, оставија апла, угол, сам. Умрен, жив, никој не знае дали постои. Тоа неговите зборови се тука, тие што ги става. Пак ќе речам, не знам што му се случува, ама бидејќи не знаеме точно што му се случува. Јас мислам дека и мојата и твојата мака може да ја ставиме во неговата ситуација. Бидејќи не вика, јас имам непријател кој ме прободе, јас сум без работа, јас останав, ми умре близок човек, он вика, јас имам мака тешка, која ме направи пред сите како умредна сум. Кога ти јас ке се најдеме во таа ситуација, викаме, иста ситуација имаме како неговата. Имаме едно бланко, генерална мака, во која јас и ти може се најдеме себе си да кажеме, ево, овој се моли како мене, истата мака има како јас што ја имам. Има една внатрешна темнина кај него, што се гледа тука, кога внатре чувствува како да е исфрлен, како да е осамен, како да нема никој. Гледате што вика, уште од детството се измачувам и умирам, стравотиите твои ги носам и очаивам. Божиот гнев е врз мене, стравотиите твои ме дотолчија. После вика, ти ме одвои другарот, пријатели од се. Ова не е само мене ме боли нешто. Ова јас немам со кој да си прозборам 2 збора веќе. Останав сам. И некој пати велиме 100 стапа болат помалку отколку збор од некој што ќе ни даде. Или нешто што ќе ни направи. И човеков му е тешко, има мака, стенка и вика мракот ми стана најблисок. Сега. Јас пак ќе речем уште еднаш. Може да си верен, може се да имаш, ама тоа не значи дека нема да поминеш низ мрак и низ темнина. Тоа е вистина и тоа е еден многу факт. И ова не ја прави ова проповед многу убава. Значи, првата работа, за која тука можеме да ја видиме и да ја прочитаме, е дека псалмот зборува за реализмот на Библијата. Ако некој сака да стане верник за да му биде супер и добро, да не се лаже. Ако верник сака да стане човек само, верник само да биде, јас сум одличен, мене ми е секако што треба, не е така. Ние кога го проповедаме Евангелието, не се обидуваме да правиме телемаркетинг. Купи го овој производ и 100% ќе ти се смени животот, ќе ти стане подобро, совршено, ќе ти биде секој ти оди нај. Не е така. Едноставно, вистината е дека не е така. Писмото ни вели дека може би секој е како треба од твоја страна. Ти 100% ќе си во право и ќе се најдеш во ситуација во која ќе загасиш. И ќе станеш и ќе завршиш во мрак. Од друга страна, овој псалм зборува и за нашите очекувања и сака да ги објасни. Сега кога сум верник, ние знаеме да кажеме, мене ништо нема да ми се случи, или ќе има работи што нема да ми се случат. Не е вистина. Никој не рекол дека ако сме верни, сега во украинската ситуација дека нема бомба да падне до нас. Или дека нема наш близок да погине, или нема некој што го сакаме да му се случи нешто и тука и во Скопје кај да сме. Таква гаранција никој не ни дава. Патем, ќе речем, има подобри верници и од мене и од тебе, кои поминале полошо и од мене и од тебе. Не верувате? Ајде да почнеме од Христос. Па кажете ми дали сте подобри од Него. Знаете што вика во Јован 16:33? Ова ви го рекол за да имате мир во мене. Во светот ќе имате маки, но не плашете се зашто јас го победив светот. Христос имаше маки.
Христос беше човек отфрлен. Христос беше човек што немаше пријател, немаше никој. И ние сакаме подобро од него да поминеме. Викаме, јас Господи мислев кога ќе поверувам во тебе, секој е супер. Јас тоа не ти го велам. Ова е реализмот на Библијата. Ретко која религија сака да му каже на човекот, јас ќе кажам ни една, ќе имаш маки страдања и проблеми, ама не се секири. Има некој што го победи сето тоа. Сите вика, дојди кај нас, супер ќе ти биде. Совршено, одлично. Ево што ќе ти дадеме, ево што ќе ти продадеме, односно или ќе ти дадеме. Тука. Милоста Божја се гледа во тоа дека очекувањето како ќе поминам во страдањето, лажната надеж дека можеби нема да страдам, се покрива со милоста Божја. И викаме, дури ако страдам, дури ако ми биде лошо, дури ако ми биде тешко, јас сепак имам шанса по милоста Божја да излезам на некој крај. Дека не е се загубено. И тоа помага да се соочиме со нашите страдања и маките. Она друго за молитвата што сакам да го спомнаме, моли се природно. Гледайте тука што вика псалмистот. Господи, на моето спасение те повикувам дење и ноќе. Повикувам, негде се предува викам, негде вели се обраќам кон тебе. Сетете се сите што сте имале мали деца. Кога на бебе му треба нешто, не вика ќе се јавам во 7:30 савајле. Вришти во моментот кога му треба. Кога види дека нешто му недостига, се дере во моментот кога недостига. Нема план направено. Од толку до толку спиеш, од толку до толку плачеш, понатаму тоа. Не. Кога ми треба нешто, кога имам мака, јас викам. И овде псалмистот вика, Боже, дење и ноќе, кога ќе ми дојде, кога ќе се разбудам на средноќ, не можам да спијам, оти ми јаде нешто однатре, ќе викам, Боже, аман помагај. Денски, Господи, помагај. Не го правам еднаш, два пати, го правам секој пат и во моментот кога сум заглавил. И затоа најдобрата молитва е она кога од срце ќе си кажеш што те мачи како дете, кога ќе почне да вришти, дали е гладно, дали треба да се промени пелена, што и да се направи. Едно од најубавите молитви во Библијата е молитвата на Петар кога тоне. Господи, што вика? Спаси ме. Нема фрази, нема дискусии, нема нешто друго. Вади ме, се удавиш. Ова е молитва од срце. И таа е молитвата, ако смеам така да кажам, кога Исус го зима и го вади. Вика, нема проблем, ќе го завршим тоа. Не да напишеме 3 страни убава прекрасна молитва во која на крајот кажуваме, знаеш, ти знаеш сега што ми треба. Не е тоа. Нека дојде, нека излезе од срце. Господи, на моето спасение, вика тука. И во сите коментари што ги гледав на овој текст, велат дека може на два начини да се свати. Дека овој човек вика, да, Господ е Бог на моето спасение, јас знам дека Бог ми простил, или пак вика, Господ е оној кој може да ме спаси. Ама во двата случаи е вистина. Ние веруваме, ако Бог може да ме спаси, веруваме дека Бог е љубов, сака да ме спаси, значи може да му се обратам како на мој спасител, и обратно, ако не верувам, може да ми стане мој спасител и да стане оној кој ќе биде со мене. Тоа е многу важно. Сакам да го погледнам од 10 стих малку натаму. Вели, зар на мртвите ќе им ги покажува своите чуда? Зар покојниците ќе станат да те слават? Зарем во гробот се проповеда за љубовта твоја или во бездната за верноста твоја? Зарем чудата твои се објавуваат во мракот или пак правдата твоја во земјата на заборавот? Темнината, велиме, е најдобро време да се научи за Божјата благодат, ама сакам да забележите овде како се моли човеков. Барем мене така ми изгледа. Мене ми изгледа како многу саркастични прашања да поставува. Може би гледам од поинаков аспект како некои други, може би ви имате друго мислење, а мене, јас тука гледам како малку сарказам. Зар мртвите ќе те проповедаат? Зарем умрен човек ќе проповеда за тебе и ќе сведочи на другите? Ако ме дотепаш, мислиш ќе бидам убав пример за да кажам за тебе на другите луѓе? Мене некако така ми се гледа овде дека му доаѓа него текстот. Вика, ако умрам, шо фајда од мене ќе имаш ти? Интересно е, мене барем ми се чини како да се става тој на првата позиција, да се става себе си тука. Ајде Боже, одговори ми. Како ќе си го завршиш твојот план? Како ќе си исполни волјата твоја, ако не на начин на кој јас сакам? Сега, кога вака ќе ја завртиме, веќе викаме, ова не е во ред. Ама до овде си викаме, чекај, зар мртвите ќе те проповеда? Зар мртвите ќе евангелизираат? Зар мртвиот ќе зборува за твоите добри дела? Овие се сите реторички прашања на кои одговорот е не, по-човечки. Не. Не може, вика, тие да бидат.
И всушност, пак ќе се повторам себе си, нема да биде волјата твоја ако ме мачиш како до овде. Не ќе може да стане. И плюс, има уште нешто. Од младоста страдам, почнува сега да претерува. И сакам една работа да размислям, бидејќи ти и јас сме во иста ситуација. Кога ќе ни тргне на лошо, сетете се сите вие што имате деца или што сте нечии деца. Значи сите тука што сте собрани. Кога некој не ви го направил кефот за нешто, што викате? Јас никогаш ништо не сум добро. Мене никој нешто арно не ми направил. Вие за мене што сте направили? Овој кога се виде во ситуација, првата негова реакција овде, јас од младоста страдам, од дете ме мачиш, еден ден не сум видел аер во животот. Начинот на кој ние гледаме кога имаме проблем, браќи и сестри, е преку призмата на проблемот во тој момент. Јас имам проблем, преку неја гледам, Господи, ништо не си направил. Ништо. Гледај како страдам. Сетете се на апостол Петар. Во еден момент дојде кај Исус и вика: а што добивме ние што те пратиме, што те следиме тебе? Кој е нашиот кер што те следиме тебе? Со други зборови, што си направил ти, Господи, за нас? Гледај, јас се мачам, патам, страдам. Што си направил? Да се подсетиме дека кога не патаме, кога не страдаме, кога не плачеме, кога не стенкаме по цели ноки, тоа е само затоа што Господ ни дал благодат и милост. Кога ќе заборавиме на тоа, забораваме на вистинското значење на тоа што значи да се верува. Видете ја последната изјава, пак ја кажам тука. Темнината ми е подобар пријател од тебе. Поарно ми е во мрак да бидам, него со тебе, Господи. Се што мене ми остана е темнина. Многу неубаво. И всушност, како да вели, и темнината во која ме остае, повеќе ми дава утеха него ти. И па се враќаме во оваа мака. Зошто овој псалм и псалм 39 се во Библијата? Бидејќи во 39:13 читавме: одврати го својот прекорен поглед од мене, та уште еднаш да се израдувам, пред да си заминам и да ме снема. Ова е преводот на Грозданов во псалмите, ако го земете, ова е преводот што е од библиското друштво, вика: допушти ми да здивнам пред да заминам и да ме нема меќе. Господи, дај ми малку мир, па да си умрам, доста ме бранеше. Доста ми помагаше. Ова е страшна молитва кога читате вака. А стварно е страшно. Замислете во која ситуација треба да бидеш ти и јас да кажам: Боже, поарно тргни се, не ме брани, остави ме на рајот, инаку се полошо ми стану. Не знам, јас не сум бил во толков оче. До сега, не дај Боже да бидам и јас или било кој од нас тука. Ама ова не е окей. Сепак, не е убаво, кога кажеме. Јас стварно не знам што да се прави со една ваква молитва. Ама присуството на овие молитви, повторно ќе кажам, во Библијата ни покажува колку Бог не разбира и колку нема да се навреди ако ме чуе што стварно има внатре во мене. И мислам дека Бог се идентификува тука со нас. Вика: добре, знае како е да зборуваме кога сме очајни. Знае како зборуваме и веројатно вика: јас сум убоки на тој човек, иначе, иако не разбира во моментот што јас правам или што се случува. Бог не ни вели: јас сум ти тебе Бог само кога си среќен или само кога сум те усрекил и израдувал. Не, јас сум ти Бог секој пат и во арно и во лошо. Има едно во поговорка, таму поговорка: подобро е, вика, додиш во куќа каде што има плачење, отколку во куќа каде што има радост. Оти каде што има плачење, повеќе ќе научиш и за Бог и за се друго. Не го сакам тоа, ама така тука излегува. Нешто друго со кое сакам да тргнеме на кај крајот. Одлучи да се молиш, или ајде одлучиме да се молиме и тогаш кога ни е тешко. Во 88:3 душата ми е полна со јадови, животот ми се приближи до гроб. А сепак се молам. Сепак, вика, до гробот дојдов, ама сепак ќе се молам. Не сум оставил да бидам без молитва. Ете колку луѓе викаат: гледа, уколкавам макасу, се молев, Господ не ми помогна, престанав да се молам. Што фајда имаме ако престанеме да се молим? Кечеш, ама што фајда имаме ако се молим? Ами ако стварно верувам дека има Бог, имам надеж дека може да ќе ме услиша. Ако воопшто не се молам, како може да очекувам услишување на молитва? Чекате, некој вчера ми вика: ти овој проблем можеш да го решиш, ми вика: мене само ако добиеш на лото.
Јас никош нема да добијам на лотото и не играм. Јас не можам да очекувам одговор од молитва ако не се молам. Како ќе добијам одговор од Господа тука? Ако јас не сум се молил. Псалмистот вика дека е спремен за да умре, пак готов за во гроб ме сметаат, се истопи снагата моја и така натаму тука ги исполнува. Тешко му е, мачно му е. Ама ако ова стварно вистина, ако сум дошол на милиметар до умирање, зар не е добро време да се молам и да барам милост од Господ? Ако е стварно ова што сум дошол, ако дошло веќе како да сум отсечен од Божјата грижа, зар тоа не треба да ми даде малку повеќе иницијатива, кажам Боже, има милост према мене. Помогни ми, врати ме назад тука. Овде вика, ти ме фрли во најдлабоката јама, во бездна, во најцрна темнина, немам веќе сила. Океј, значи исти си како овој човек, како има. Што направи тој? Се молеше. Може би не ни се допаѓа молитвата. Може би викаме да бил верник, немало вака да се моли, ама баш јас ке речам ти беше верник, па се молеше така. Јавно, откриено, храбро, без да крие, без да ги мати работите. Бидејќи изборуваме пред Бог, кој не љуби. Интересно е, затоа што он продолжува, и тој вика, ке загинам. Моли се. Второто нешто што го спомнува е, сите ме заборавија. Ако сите те заборавиле, речи Господи, барем ти не ме заборави. Овде го спомнува тоа. Понатаму вика, Божиот гнев ми тежи. Тука, ке забележите. Јас сепак ќе речам, ако е така, пак ќе го молам Господа, Господи, не ме остави. Тргни се. Одвои ме, молим те, дај ми мир, дај ми утеха, дај ми да здивнам малку, да се порадувам. Побарај го тоа. Немам никој кој ќе рече. Ако немаш никој, барем земи го Господа. Господи, тебе ти се молам, немам на кој човек веќе да кажам нешто. Единствениот на кој можем да се обратам си ти. На крај на краиштата, што ќе изгубиш ако продолжиш да се молиш? Затоа што оној на кого му се молиме е Бог што е полн со благодат. Оној на кого му се молиме е Бог што услишил други луѓе пред тебе. Ние имаме 2 псалма во кои изгледа дека се е мртво и 148 псалми во кои Господ одговара. Па зошто тогаш би бегал и би се фокусирал на тие таму 2 псалми, кои процентуално се толку мали? Псалм 34:4 го побарав Господа и тој ме слушна и од сите стравови мои вика ме избави. И колкувал. Сега ќе почне вака. Псалм 34:6 несреќникот вика и Господ го слуша и го спасува од сите негови неволи. Бог ветил дека ќе те услиши. Во Псалм 50:15 вика и повикај ме во тежок ден, јас ќе те избавам, а ти што ќе направиш? Ти ќе ме прославиш, вика. И ајде од Новиот Завет да нарече само псалм, бидејќи секој кој ќе го повика името Господово, вели, ќе биде спасен. Ова е најдобро место да се поставиме себе си, тешкотиите, се најдобро место да се усмериме себе си на правиот пат. Зошто ќе го кажем ова? Бидејќи секогаш, дури и кога кажуваме погрешни нешта, ако ги кажуваме на вистинската личност, пак имаме благослов. Ајде да ви го дам примерот со Јов, па да ве вратам. Нели, може и онлайн да видите, имавме проповеди за Јов, ама да видиме што се случува. Во книгата Јов гледаме дека имаме еден судир помеѓу Бог и сатаната. Судир. Сатаната доаѓа и го оговара и на Јов. Вика, тој е таков, тој е онаков, тој всушност вика, ти верува и се прави, и се што живе, и се што прави, го прави само затоа што има ќар од тебе, Господи. Ај во денешно време да го направиме, тој доаѓа во црква, оти има корист од црквата, не доаѓа оти му треба црквата. Тој не е верник. Ти му даваш, тој ти дава. Ти му даваш, тој ти дава. Јов се моли, Јов жртвува, зашто ти се си му дал и сите сте среќни. Ти сметаш дека он те сака, он смета дека ти завршил работа, па ти му враќаш на него како одговор на тоа што го правиш. До тука ќе беше ужас ако беше вистина. Дај му темнина, вика внатре, надвор ќе те полроколне, оти е платеник. И тоа го направи Господ. Допушти да се случи тоа нешто и сатаната изгуби. Ама не знам дали сте си помислиле некој пати, јас всушност го помислив кога се спремав за дека сатаната и мене и тебе ни го вика истото. И за мене и за тебе го вика истото пред Бог.
Знаеш ли зошто ти служи Павле? Заради 1, 2, 3, 4. Ајде докажи дека не е така. Бог не е должен да докажува. Бог не е должен да му докажува на сатаната ништо, да бидеме најасно. Меѓутоа, прашањето е ова: зошто го славиш ти Бог? Дали оти ти дава нешто? Дали оти ти е убаво? Оти ти е супер? Оти се ти оди како треба? Или го славиш и покрај проблемите, и покрај тешкотии? Знаете ли кога изгуби сатаната? Кога Јов победи? Кога не се откажа да разговара со Бог. Ако ги читате неговите молитви, ама ти Боже гледа што ми направи, ама ти Боже гледа што ми направи, Боже не е ферова, не е ферон, се утепа зборувајќи погрешни работи во книгата на Јов. А Бог на крајот вика: во право си. Тој е по-прав од колку сите вие Бог што го браневте. Зошто? Оти беше искрен. Оти се си кажа искрено, застана, кажа: ево гледај што е мојата мака, Господи, па ајде спасувај, прави нешто со мене. Се до тој момент сатаната победува. Се додека кажу: мене ми е тешко, слава на Бога, ја ќе ославам Бога, мене ми е супер. А внатре во срцето мрак, темнина, ужас. Он вика: биди искрен, тогаш победуваш. Ние оти не веруваме, ама сепак викаме: белки, ако верувам, ќе ми тргне нешто на поарно. Имаме проблем, потреба, празнина и ни треба нешто. И затоа на крајот на сите ужасни молитви и зборови што ги кажа Јов, Бог вика: мојот Јов беше во право, сите други бевте во криво. Мојот Јов беше во право. После се до тоа: вистина оти се љути на Бог. Ама му се љути на Бог, верува во Бог, му се обраќа на Бог, вика: Господи, знам дека ме слушаш, чекам да ми одговориш. Тоа е вера. Тоа не е јас се молам на нешто па чекам белки нешто ќе ми падне од небото, не знам што ќе се случи. И Еман овде се моли, покрај сета болка, страдање и ужас, он комуницира, разговара со Бог. И тогаш де факто сатаната загуби. И во нашата борба, во нашите најтешки моменти, кога ние не забораваме дури и да се расправаме со Бог, сатаната губи. Затоа што се фокусираме на нашиот Господ и на нашиот Бог. Еман на крајот на овој псалм не зборува дека ова е ми се чинеше оти така се случува. Случајно пате во духот. Не. Он е свесен. Вика: јас не го гледам Господ, те нема Боже. Вика тука. Он не вели ова е привремено, вика од раѓање до смрт цело време има маки. Не гледа некој крај тука и не е субјективно. Очигледно објективно е. Чим вика: немам пријатели, немам другари, немам никој. Реален, рационален, па немам на кој да се свртам. Тоа се го замислуваше. Добро, дај погледне околу мене, кој стои до мене сега да ми помогне. Проблемот беше објективен, вистински. Сега. Ти и јас знаеме дека ова сето оно што го помина беше релативно, беше привремено и беше за благослов. Зошто го знаеме? Па прво затоа што тие два псалма таму, особено 88 кој од него напиша, се во самата Библија и може да се поучиме и ние од нив и да ги видиме. Да кажеме вистина е. Има неколку теоретичари што викаат дека има еден псалм околу псалм 40, еден псалм таму малку покасно околу 80 псалм кои се напишани од истиот човек. Ама ичи да не се напишани од него. Ако има два псалма од 150 внатре во Библијата, Господ ги ставил за векови после него, ти и јас да можеме да се учиме од нив и да се поучиме и да се охрабриме. Бог употребил човек во сета негова мака и страдање за ти и јас денеска да се радуваме, да се охрабриме и да кажеме: Господи, ќе одам напред поцврсто. Тоа не го знаеше, ама ние го гледаме денеска. Ние не знаеме колку нашето страдање ќе утеши некој друг утре други. Не знаеме. Не знаеме кога ќе му кажеме на некој: јас поминав низ твојата мака, чекај да ти кажам како Господ ми извади. И тоа ќе се случи, и тоа ќе стане. Гледаме дека Бог беше таму од нешто безвредно да направи нешто убаво и силно. И сакам да се вратам со нешто тука и да заклучам. Псалм 88 завршува со еден збор што вика: одврати го својот прекорен поглед од мене, да уште еднаш да се израдувам, пред да си заминам и да се снема. Ова беше 39-тиот. Овој вика: пријателите, родбините, другарите, сите ми напуштија, за мене остана само мракот. Толку, ништо повеќе таму заврши. Еман сметаше дека за него нема помош. Погледнете во Новиот Завет во Матеј 27 глава 45 и 46 стих. Вели: а во 6-тиот час настана темнина по целата земја до 9-тиот час, а околу 9-тиот час извика Исус со силен глас и рече: или лама савахтани, а тоа значи: Боже мој, зошто ме остави? Погледнете го овде текстот.
Видете како продолжува. Вика, и наеднаш се рацепи завесата на храмот на две одгоре до долу, и земјата се затресе, и карпи падна, и гробови се отворија, и многу тела на упокоени свети воскресна. Еман не беше Исус. Да не сгреши некој да мисли поинако. Еман осети привремена, малечка, краткотрајна темнина. Овде во Матеј ни се зборува дека Исус ја осети целата, комплетната темнина. Еман викаше, Господи, си ме заборавил од младоста. Овде Исус беше 100% заборавен. Му вика на Господ, зошто ме заборави? Бог го тргна лицето своје од него на цело. Така пише во Библијата. Тоа го читаме тука. Бог беше оној што беше 100% во темнина. Самиот Бог, преку Христос. Бог беше тој што 100% остана без пријатели. Најблиските сите се разбега, го остави. Немаше кој да се сврти на кај него, немаше кој да го види, немаше кој да му подаде нешто, која рече жеден сум, дојде некој непријател му го даде. Сунгерот, се сеќавате на тоа? Не беше некој од нас. Никој, баш никој, немаше околу него. Зошто? За да го земе гревот што ти и јас го направивме. И тоа е многу интересно кога ќе се најдеме во таа темнина. Темнината на Аман, вика, ми беше најдобриот пријател. Темнината ни е нас најдобриот пријател. Да не поминеше Христос преку таа темнина, ние немаше да имаме спасение денеска. Да не поминеше Исус преку тоа дека јас немам никој кој ќе биде покрај мене. Сите ме напуштија, најблиските побегна. Ако тоа не се случеше, ти и јас ќе немавме пријател кој стои покрај нас цело време сега. Исус мораше да пројде преку тоа, за ти и јас да не мораме да го поминеме. Исус беше единствениот кој помина низ сето тоа, за ти и јас да не мора да го поминуваме. Тој не напушти кога му беше тешко, бидејќи умре за нас, колку па зошто би не напуштил денеска, кога е веќе прославен на небото. Сакам да ве вратам само за 2 секунди на ова. Зар на мртвите ќе им ги покажува своите чуда? Зар покојниците ќе станат да те слават? Зар во гробот се проповеда за љубовта твоја? Вика, зарем чудата твои се објавуваат во мракот или правдата твоја во земјата на заробените, вика, на заборавот? И одговорот е да. Точно таму се проповеда сето тоа заради Христос. Да не беше тој, овој псалм ќе беше псалм морбиден и ќе речевме до тука беше. Господ не оставил, гинеме. Ама само затоа што сите овие прашања, дали мртвите ќе ја покажуваат твоите дела? Да. Христос воскресна и покажа дека навистина Бог дека ни дал спасение. Зарем во гробот се проповеда за љубовта твоја? Да, беше спремен да умре, да воскресне, да го помине гробот. Она од кој ти и јас се плашиме секој ден. Сака ли тоа или не да го кажем? За чудата твои се објавуваат во мракот? Да. Кога ни е најтемно, тогаш Господ се објавува и тогаш ни кажува, еве ме мене јас што правам за тебе. Значи сите реторички прашања што ги одговори, што ги стави Еман, на кој на почетокот рековме не, одговорот е да, ама само во Христос. Не во нашата сила, не во нашата моќ. Ако тоа ни остане, ќе го читаме 88 псалм, ќе речеме, Боже, тешко му било на човекот, фала ти што си му помогнал, фала ти што и мене ми помогаш денеска.